Драги гледачи, следува првиот дел од репортажата, посветена на годишниот илинденски пикник на Организацијата Обединети македонци во Канада. Да погледнеме. Čekame iskreno, dostojinstveno, no ke navivame na cel glas za Makedonija. Za Makedonija, naša tatkovina, razvejte crveni znamenja. Za Makedonija, naša tatkovina, razvejte crveni znamenja. Во Македонија сите се добре дојдени, но сепак вечерва мора да бидат победени. Ке ги испратиме со насмевка, пак да ни дојдете и да запамтите кај бевте и што стоите. За Македонија, наша татковина, razvejte crveni znamenja. Za Makedonija, naša tatkovina, razvejte crveni znamenja. Makedonija, 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 Makedonija. Smelo, smelo, napred naši smelo, 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 Makedonijo. Smelo, smelo, napred naši smelo, 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 Makedonijo. Za Makedonija, naša tatkovina, razvejte crveni znamenja. Za Makedonija, naša tatkovina, razvejte... Почитувани македонци, драги гости, дозволете ни да започнеме со официјалниот дел на денешната програма на овој 59-ти илинденски пикник кој што го организира Организацијата Обединети македонци од Канада, најстарата патриотска организација на овие простори. Помилувај не Боже, според Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме за покој на душите, на сите борци, поборници, маченици, кои загинаа во првиот и во вториот илинден, и во сите предилинденски и поилинденски буни и востанија, и да им биде простено секое волно и неволно прегрешение. Помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господ Бог да ги настане нивните души, таму каде што почиваат праведниците. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милост Божја, Царство Небесно и опростување на нивните гревови, од Христа безсмртниот Цар и Бог наш просиме. Дай, Господи, зашто Ти си воскресение и живот и покој на Твоите чеда, сите борци, поборници, маченици, кои ги положија своите животи за нашата национална слобода на Република Македонија и за слобода на нашата света Македонска православна црква во сите илинденски и поилинденски борби, буни и востанија, зашто Ти си воскресение и живот, затоа Тебе те прославуваме со Твојот безпочетен Отец пресветиот, благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Сосјати ми упокој, Христе души раб Твој, иде жене с болезани печални, воздыхание, ножи замбе сконечная. Само Ти, Боже, единствен си безсмртен, Ти кој си ги створил и создал човекот, и ние пак земните од земја се создадени во земја ќе се вратиме. Кој си заповедал кога си ме создал, си рекол, земја си и во земја ќе се вратиш, кај што сите луѓе ќе појдеме пејки, надгробно припеме алилуја. Што премудрост, просто ми е внимание да го изслушаме светото Евангелие. Мир Духови Твоему. Ке се чита од светото Евангелие според Јована. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме. Рече Господ, јас сум левот на животот, кој доаѓа при мене нема да огладни, и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Но ви реков, дека ме видовте, пак не поверувавте. Се што ми дава Отецот ќе дојде при мене, а кој доаѓа при мене, нема да го испадам надвор. Оти слегов од небото не да ја извршувам мојата волја, а волјата на Отецот, кој ме прати. А волјата на Отецот кој ме прати е ова, од се што ми дал да не погубам ништо, туку да го воскреснам во
последниот дел. Во Тебе, Господи, слава Тебе. Во блажен сон и спокой спомни си, Господи, и успокои ги душите на сите, оние кои што ги положиле нивните животи за национална слобода на македонскиот народ и духовна слобода за Македонската православна црква во сите предилинденски, илинденски и поилинденски борби, буни и востанија. Сега и секогаш и сотворим Боже, споменот да им биде вече. Вечная память, вечная память, вечная память. По молитвите на светите Отци наши, Господе Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нами. Бог да ги прости и вечно да му е споменат. Амин. Драги македонци, драги македонки, дозволете ми да од мое име, како председател на Македонската национална организација Обединети македонци и од името на целата управа, да ве најсрдечно поздравам и сите заеднички си го честитаме големиот македонски национален и духовен празник Илинден. Илинден за нас македонците представува воскресение, но оваа година исто представува и искушение. Денес кога ние македонците од Егеј, Вардар, Пирин и Мала Преспа, собрани овде братски обединети, се поклонуваме пред големото илинденско дело на нашите македонски браќа и сестри, кои ги положија своите животи пред алтарот за слобода на Македонија и македонскиот народ. За овие настани македонскиот народ испеал песни за хероите, но за жал испеал песни и за предавниците, кои оваа година го испоганија Илинден и Крушево го понижија и му понижија честа и достоинството на македонскиот народ и на македонската црква. Ние од овде му порачуваме да дојдат да видат овде што значи за нас македонците Илинден, да видат дека Илинден е во срцата на сите честни и поштени македонци кои се го слават и честат, затоа што останува дека тој е нашиот символ за нашето постоење. На крајот, драги браќа и сестри македонци, да честитајќи го овој празник, се надевам дека Македонија ќе изнајде сили да ги преживее овие тешки времена кои се нацрнале над Македонија. Остануваме со таква надеж, со поздрав, да ни е вечна и вековита Македонија и македонскиот народ, да ни е честита Македонската православна црква, да ни е честита и вековита организацијата Обединети македонци, носител и бранител на македонизмот во овој дел на светот. Да живее демократска Канада, која овде барем ни оставува нам да можеме слободно обединети од цела Македонија да се представуваме, да славиме и да се представуваме она што сме македонци и само македонци. За многу години, амин. Каде и да одиш, каде и да шеташ, не се срами, не се плаши, македонец да си. Каде и да одиш, каде и да шеташ, не се срами, не се плаши, македонец да си. Jedna misla imame, ideš i Boži mene.
некој рече Македонија е мала, има уште 2-3 дена за да биде цела. Ако некој рече Македонија е мала, има уште 2-3 дена за да биде цела. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија целата е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија целата е, секој да ја знае. Дозволете ми од мое име и од името на вработените во Генералниот конзулат најпрво да ви го честитам овај голем историски ден за македонскиот народ, овај голем државен празник Илинден. Денес одбележуваме 73 години од Асном и 114 години од Илинден. Исто така е 59-ти пат да се собериме овде во Канада и да го одбележиме овај историски ден за македонскиот народ. Илинден е важен историски ден за Република Македонија. Ден на кој сакам да изразам почит кон сите генерации кои во различни периоди на нашата историја, низ различни предизвици, давајќи големи жртви, се изборија за суверена, самостојна и независна Република Македонија. Нивниот сон е наша реалност. Нивната жртва е наша обврска. Зато ние мора да учиме од нашето минато и мора да обстоиме и да продолжиме со нашата жртва за историјата и за еднината на нашите поколенија. Да не се залажуваме дека без македонството и македонските преродбеници од 19 век немаше да го имаме првиот Илинден. Без македонството и македонските партизани немаше да го имаме вториот Илинден. Без македонството и македонските граѓани немаше да имаме независна и суверена Република Македонија. Без македонството Македонија е само форма без суштина. Без македонството македонскиот народ го сведуваат на аморфна маса што може да се моделира според желбите на тугинците. Борбата за национална и за социјална слобода на Македонија нужно подразбира македонство. Затоа споменот на нашите борци и херои го негуваме, бидејќи без помнење нема иднина. Да се биде македонец значи да се гордееме со нашето име, јазик, култура и историја, со нашите обичаи и традиции, со нашите корени. Да се биде македонец значи да се негуваат вредностите, традициите на нашите татковци, дедовци, тие да се пренесуваат на наредните генерации. Денес, кога имаме своја македонска држава, да не ги правиме истите грешки од минатото, да не се делиме, да се бориме за единство, да ја продолжиме идеологијата на нашите предци, идеологија за која илјадници македонци го дале својот живот. Да се работи за Македонија е одговорност. Одговорност на илјадници кои се бореле, а голем дел го дали својот живот. Тоа е одговорност и кон идните наши поколенија. Почитувани мои македонци, да се сплотиме околу државните и национални интереси на Република Македонија. Затоа што само сплотени ќе успееме да изградиме Европска Република Македонија. И со тоа, конечно да го изедиме патот до слободата. Затоа честа е голема заеднички да го одбележиме 2 август, денот на нашите два Илиндени,
денот кој е символ на македонската борба за слобода, на борбата за права и правдини, борбата за самостојност, државност, еднаквост и мирен живот на сите кои Македонија ја нарекуваат и длабоко ја чувствуваат за свој дом. Чести слава на нашите херои, чести слава на нивната жртва, да живее слободна, независна, суверена Македонија. Бог да ја чува Македонија и сите македонци каде и да сте. Амин. Tvoj dom je zeleno gori, lerinsko si miče. Daj mi go na mene, laska da go izvedam. Lerak leno gori, lerak da mi pomiri. Брајче и сестри, чест ми од моje лично име и од името на Црковната управа Света Недела од Одежек да ви поздравам и да ви пожелам добре дојдовте на овој пикник. Да го поздравам генералниот конзул на Република Македонија, господинот доктор Јовица Палашевски, председателот на Обединетите македонци, господинот Мендо Вакаловски и сите присутни. Денес собрани овде од снежната шара до белиот тегеј, од високиот пирик до убавата преспа, собрани како птици преселници, обединети во една партија со 10 букви, а таа партија е Македонија. Токму таа наша грудка земја да ја представиме како икона на Балканот, црква на Европа и манастир на свето. Да живее Илинден, да живее обединетите македонци, да живее Македонија и македонскиот народ, да живее Канада. Тие со тешки маки тргнале, својата судба ја проковале. Само што пеат песни нашински, само што мислат на македонски, само што мислат на македонски. Егејки мајки не родија, тие со егеј не задоја, мајчинска клетва не оставија, клетва за нашата Македонија. Македонци. Зошто пред Бога да се мразиме, верата иста да ја газиме? Пред Него зошто да сме душмани? Признајте наш не сме лиди, признајте наш сме македонци. Егејки мајки не родија, тие со егеј не задоја, мајчинска клетва не оставија, клетва за нашата Македонија.
Драги гледачи, следува вториот дел од репортажата, посветена на годишниот Илинденски пикник на организацијата Обединети македонци во Канада. Погледнете. Драги македонци и македонки, прво, денес е ден кога одбележуваме 114 години од почетокот на славното Илинденско востание и 73 години од првото заседание на АСНОМ. Илинден е ден кој ги обединува македонците од целиот свет на заедничка прослава. Овие прослави кои се организираат не само во матичната држава Република Македонија, туку и пошироко, представуваат експресивен чин кој ја презентира пред очите на светот македонската нација. Патриотските песни, тапаните, ората, виорењето на македонските знамиња, како препознатливи културни содржини типични за македонците, многу јасно ја афирмираат македонската посебност. Овие заеднички собирања помагаат во зајакнувањето на врските помеѓу самите македонци, кои истовремено преку прославата на Илинден ги афирмираат независните македонски традиции. Ако ги земеме предвид актуелните состојби поттикнати од постојаните негации на македонскиот идентитет, со овие прослави и со нашето собирање ние застануваме во одбрана на македонската посебност, на македонскиот идентитет. Токму затоа, во оваа прилика би сакала да и честитам на организацијата Обединети македонци и на незиниот председател Менде Бакаловски, која е најзаслужна за ова чествување, но да ви честитам и на сите вас овде присутни. Практично вие со вашето присуство тука символички покажувате кои сме ние македонците. Македонците низ историјата покажаа храброст и одлучност да се борат за мотото свој на своето. Уште на 12 февруари 1903 година весникот Словенец од Љубљана, анализирајќи револуционерната борба на македонците за национална слобода, напишал: македонците не обрнуваат внимание на тоа ќе им помага ли некоја туѓа власт или не. Сакаат да действуваат со својата тупаница. Свесни се дека сегашните состојби мора да се променат, инаку ќе се потребни реки крв. Од смрт немаат страв. Човек што не ги познава приликите мора да си представи колку е свечена и возвишена одушевеноста на овие македонски кругови што се подготвуваат за востание. Македонските херои се готови да умрат за својата татковина. Најзначајна манифестација на оваа борба е Илинденското востание, кое за нас македонците е символ на нашето постоење. На 2 август 1903 година, спротиставувајќи се на османлиското владење, македонците го дигнаа својот глас и преку славното Илинденско востание успеа да создадат политичка автономија олицетворена во Крушевската република, организирана врз демократски и револуционерни принципи под председателство на Никола Карев. Крушевската република, иако траеше кратко, сепак го покажа идеалот на илинденските великани, а тоа е слободна македонска држава. Даме Груев, Гоце Делчев, Никола Карев, Јане Сандански и сите други знајни и незнајни јунаци со Илинденското востание ја испишаа славната историја на македонскиот народ, а со својата пожртвуваност предизвикаа восхит во светот. Драги македонци и македонки, денес овде сме собрани во слава на нашето богато минато, во слава на македонската историја, на македонската култура и традиција. Ова наше собирање представува символички пејсаж на македонското постоење, затоа што преку Илинден се презентира македонскиот културен и национален идентитет. Со Илинден ја потврдуваме нашата самосвест. Историските факти се јасни. Илинден и настаните поврзани со него се македонска реалност и никако поинаква. Би сакала овде да им порачаме на сите, кои се уште не разбрале, дека Македонија и македонците се реалност.
Секој народ, па и македонскиот, представува категорија на самоизјаснување и идентификација која ја прават самите членови на таа заедница, на тој народ. Ние јасно кажуваме дека сме македонци, така се самоизјаснуваме, а нашите вредности со кои се идентификуваме се бројни. Меѓу нив Илинден зазема посебно место. Изложени сме на бројни притисоци за промена на името на нашата татковина Република Македонија. Притисоци трпиме и за промена на вредностите кои македонците ги селектираат како важни во однос на другите, а кои ги црпиме од нашата култура и историја. Не ни ја признаваат ниту црквата, ниту пак јазикот. Се чини притиснати сме од сите страни и тоа во 21. век. Сепак, од нас зависи дали ќе подлегнеме на притисоците, дали и во колкава мера сме спремни да отстапиме од веќе востановените содржини на македонскиот идентитет. Она што е важно е да бидеме сплотени, да бидеме обединети. Потребна ни е сплотеност не само на народот, туку и на политичките елити. Зашто не само народот, туку уште повеќе политичарите имаат обврска да се грижат за македонските национални интереси. Државните интереси треба секогаш да бидат над партиските. Затоа е потребна национална стратегија за идентитетските прашања во согласност со општествените потреби. Потребно е да се постават македонските црвени линии, од кои нема да отстапува ниту една партија, било да се наоѓа во позиција или во опозиција, независно од притисоците од која и да било страна. За некои работи едноставно нема компромис. Ако се почитувате себе си, ќе ве почитуваат и другите. Македонските илинденци, комитите и партизаните гинеле за мотото свој на своето и успеале во нивната борба. Денес Македонија е независна држава, но се уште со неопходна потреба од илинденската храброст и сплотеност. Храброст за да се спротистави на сите притисоци и сплотеност за да ги чува и негува собствените македонски национални интереси, зашто Македонија е се што имаме. Мојата порака до вас е: бидете сплотени, бидете обединети, секогаш поддржувајте се меѓу себе, сакајте ја нашата заедничка татковина Република Македонија и не го заборавајте македонскиот јазик, македонските песни и ора и воопшто македонската култура. Тие ве прават македонци. Нека ни ја честити вековит Илинден. Благодарам. Donke od Bitola donke sa Soluna. Koga pojdo donke od Bitola donke sa Soluna. Ne stoji done donke, ne stoji done donke, ne gledaj mene. Ne stoji done donke, ne gledaj me, odgledaj donke, pa ide nema. Ne stoji done donke, ne gledaj me, odgledaj donke, pa ide nema. Dah duni duni duni, dah duni duni duni, dah duni duni duni, pa ide nema. Dah duni duni duni, dah duni duni duni,
Стефан, по милоста Божја, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со Светиот архиерејски синод, до свештенослужителите, монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, а по повод илинденските празници испраќа мир и благослов од Бога. Да се поучиме од собствената историја, од личностите и настаните кои ги покажале плодовите од единството, но и последиците од неединството. Борбата за духовна слобода и за духовно единство е основа за борбата за национална слобода и единство. Искушенија имало и ќе има, но тие многу полесно се надминуваат кога со една уста и со едно срце го славиме и воспеваме Бога и заедно се грижиме за собствената татковина, само така би биле достојни на нашите прешесвеници, илинденци, партизани, борци и бранители паднати за слобода на Македонија. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква, живееме во време кога недоволно ја вреднуваме, па дури ја злоупотребуваме слободата, кога многу изопачени и неприродни појави се промовираат како вредности на живење. Со современиот и брз начин на известување тие мощно лесно се разнесуваат и шират. Наша задача, но и аманет од славните предци е да ги негуваме вистинските духовни и национални вредности. Темелот на секое стабилно општество е духовно здраво семејство. Возлюбени во Господа, годинава ја одбележуваме и 50 годишнината од возобнувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Се подсетуваме на таа одлука од петчлениот синод, раководен од блажениот архиепископ Доситеј, која била едногласно и еднодушно прифатена од учесниците на Третиот црковно-народен собор, одржан на 17 и 18 јули 1967 година во Охрид, а која меѓу верниот народ и во татковината и меѓу македонците во светот со воодушевување и со радост била примена. Тој богоугоден и родолюбив чин по двовековните постојани обиди и борби бил конечна победа и исполнување на правдата и вистината на древната црква на македонскиот народ, сплотени и соединети и по застапништво на светиот пророк Илија да се удостоиме со вечната и непрестајна заедница во Царството Божјо. Амин. Архиепископ Охридски и Македонски Стефан, заедно со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Петар, митрополит Преспанско-Пелагонски, администратор австралиско-новзеландски, Тимотеј, митрополит Дебарско-Кичевски, администратор австралиско-сиднејски, Наум, митрополит Струмички, Агатангел, митрополит Повардарски, Методиј, митрополит Американско-Канадски, Пимен, митрополит Европски, Иларион, митрополит Брегалнички, Јосиф, митрополит Тетовско-Гостиварски, Јосиф, митрополит Кумановско-Осоговски, Горас, поранешен митрополит Европски и Климент, епископ Хераклејски. Илинден, 2017 лето Господово. Амин. Драги македонци, драги македонки, денес се наоѓаме тука на македонскиот парк Илинден во градчето Скугог, каде сме се собрани сите македонци од цела Македонија и прославуваме нашиот македонски национален и духовен празник Илинден. Овде гледам многу народ, како што камерата може да види, се собравме сите од сите делови на Македонија, иако времето малце беше веројатно дека ќе врни врнежливо, но народот тука дојде и прославуваме во чест и спомен на нашите македонски херои кои дадоа своите животи за слобода на Македонија и македонскиот народ.
И уште еднаш на сите македонци кои дојдоа денес му се благодарам и на сите тие што не можеа да дојдат, му го честитам големиот празник Илинден и до година со Господ напред, па да се видиме и уште во поголем број. Благодарам за вниманието и многу години. Амин. Денеска сме овде на прослава на илиндинските празници, на илиндинскиот пикник во Торонто. Дојдена сум од Македонија како гостин на оваа прослава и навистина ми е вистинско задоволство да бидам овдека помеѓу вас, заедно со вас, амбасадорите на Македонија во Канада, да го прославиме заедно овој голем македонски национален празник. Ви посакувам на сите среќен и вечен Илинден. Мислам, мојата порака до вас е да бидете сплотени, да бидете обединети околу овој празник, да нема поделби помеѓу вас. Едноставно, сите заедно да работите и да ја сакате вашата држава Република Македонија, затоа што за Македонија нема компромиси, Македонија е една и единствена. Сакајте се меѓу себе, поддржувајте се и не ги заборавајте македонскиот јазик, македонската култура, македонските ора и песни, затоа што тие ве чинат прави македонци.